Сигурна сум дека ви фали идеја секогаш кога сакате да направите нешто без многу неред. Јас на вистина не сум добра во неправење неред, обично секогаш кога готвам, ја растурам кујната до степен да и треба реновирање после тоа, но овој рецепт го нареков се во една тава, бидејќи се готви со само се подместуваат процесите за готвење, а се оди во едно тавче. Тоа ќе ви заштеди неред, тоа ќе ви заштеди нерви по тоа да ја средите кујната, тоа ќе ви овозможи еден вкусен и полн оброк направен во една тава. Ќе земам едно тенџере, овој оброк е со пилешка. Правиме макарони денеска, кои ќе ги варам, пржам, печам, се во истата состојка. Значи имам пилешки гради, пилешките гради, мислам дека имам тука баш околу 300-400 грама, ќе ги исечам на коцки и најпрвен ќе ги пропржам со малку лук на малку масло. Секаде каде има месо, тука е бони. Не можеш да одолеш новија срнечки очи. А тој пат ќе се обидам да покажам карактер и да не ја дадам. Обично не ја давам. Вистина, освен кога баш така покорно моли, кога не може да одолеете на тие молби. И продолжуваме со рецептот. Загреав масло и го пропржувам пилешкото. Се во едно тавче. Ќе ставам 2 чешњи на лук, претходно ќе ја привртам даската, бидејќи никогаш немој да сечете свежо месо. И на истата даска зеленчук, во свежото месо има многу бактерии на својата површина и тие може да се пренесат на зеленчукот, лесно да ја расипете храната, така што секогаш чист нож и чиста даска. Две чешњи лук. Заедно со пилешкото. Пилешкото го пржиме додека не убели од сите страни. Сега дека е готово, ќе го зачинам со неколку зачини. Ќе ставам 2 лажица дивела песто. Тоа ќе биде главниот зачин бидејќи има многу босилек, многу пармезан, убаво маслиново масло во својата содржина. Брзо промешајте, бидејќи пестото може да ви се залепи. Внатре има пармезан. Треба само да го ароматизирате пилешкото. И внатре ќе ставам 1,5 шолја коцка пилешка супа. Ќе оставам да проврие. Пилешката супа е солена. И од кога ќе зоврие, ќе ги ставам макароните да се сварат заедно со пилешката. Течноста зовре и ставам половина кесичка дивела макарони директно во целата содржина. Заедно ќе ги варам. Дајте им поупатството на кесичката, мислам дека им требаат 8 до 10 минути да се сварат, а потоа ќе продолжиме со додавање на останатите состојки. Макароните се вареа околу 10 минути и сега ќе ги додадам другите состојки. Чаша млеко внатре и реков во едно тенџере. Млекото треба да го направи сосот.
Промешајте. Следно ќе додадеме малку буковец лут. Само малку, да биде една задна жита на рецептот. Ќе додадам околу една плочка, ја викам јас, не знам колку е тоа, во суштина мислам дека се некои си 40-50 грама, значи кога ќе го отворите утерот, сечата 1 сантиметар плочка и ја ставате во тенџерето, повторно истото тенџере. Видете, веќе добива кремаст сос, тоа уште подобро ќе изгледа кога ќе го ставиме во рерна. Ставам рендан мегле пармезан, околу една кесичка. И ставам 2 раце спанак. Ставам целиот. Не го сечкам. Сакам да се појави како линии кога ќе се испече пастата. Ќе засолам. Малку само, бидејќи пармезанот е солен, и ќе ставам црн бибер. Откога спанакот веќе ќе омекне, последната состојка која ќе ја ставам се 2 лажици крем сирење. Убаво се промешајте. Видете колку е кремасто. А кога ќе отиде во рерна, ќе направи убава подпечена коричка, макароните ќе се доварат, делциња од пилешкото ќе се запечат. Ето, кога се ќе се соедини. Така изгледа. Ќе го ставиме во една тава за печење. И оди во рерна околу 10 до 15 минути, односно додека не формира убава кора одозгора, не се запече, сосот малку не се згусне и ќе имате прекрасен оброк во една тава. Додека ни се печат макароните во една тава, сакав да ви покажам некое десертче кое, хајде ќе го наречаме за возрастни, бидејќи ќе користам голема количина на вино. Рецептите со овошје, дали тоа е кандирано овошје, дали е сушено, направено во некакви, не знам, сосови, джемови, ми се навистина омилени и можам да кажам фах.
Кога не си знаете да си направите торта со многу филови, ќе измислувате како на милион начини да го испржите, испечете, сварите овошјето. Покрај тоа што го правам заради тоа што навистина другите рецепти не ми одат од рака, го правам затоа што многу го сакам. Сакам овошје и сакам најразлични рецепти со овошје. Овој е малку нестандардна варијанта на варени круши. Ке ставам едно тенџере, го ставам длабоко и тесно тенџере, заради тоа што сакам, ова е големината на моите круши денес, сакам течноста да ги облие целосно. Ке ја задржам држката, бидејќи ќе ми биде потребно да ги извлечам пред да ги сервирам. Ке го загреам тенџерето. И додека ми се загрева, ке го ставам во топло тенџере виното, за да испари алкохолот. Стави вино колку да ми ги прелее целите круши. Инспирацијата за овој прелив за крушите ми е од она варено вино. Ке ставам рендана кора од портокал. Кората ја рендате додека не дојдете до белиот дел. Немој да го нарендувате белиот дел заради тоа што е горчлив. Не сакате горчина. Никогаш горчината е потребна за да ви ги нагласи благите вкусови, но во овој случај мислам дека виното има доволно вкус. Евека, кора од портокал. И ке ставам сокот цел портокал. Не се грижете кога отидат семки, течноста. Доколку ви се допаѓа искористете, може да биде добро варено вино. Не сум пробала, веќе денеска ќе пробам. Дали течноста во која се вареа крушите, можам да ја искористам процедена како варено вино. Во вареното вино оди шеќер, јас денеска ќе употребам мед. Може би е добар топол коктел. Следно што ќе додадам е екстракт од ванила и ќе додадам малку карамфилче, како што се става во вареното вино. За да ги заблажам, да го заблажам виното и крушите, а при тоа да го угасам малку виното, ќе ставам половина тегличка мед. Промешам само да ми се растопи медот. И веќе е завриено. Ќе ги ставам цели крушите. Ќе добијат прекрасна вино боја. И ќе се фарбат. Им треба околу 10 минути, 12 минути, зависност каква круша користите, доколку ја користите на зимска круша. Таа нели татко ми велеше дека кога ги собереме зимските круши, тие треба да стојат на полица уште месец до два за да созреат, бидејќи имаат состојка доколку се конзумираат така скинати од дрво во есенскиот период, дека може да те задават, баш предизвикуваат давење. Доколку користите вилјарамовки, тие се меки и тие многу им треба околу 5 до 6 минути дополнително да омекнат. Моите мислам дека се зимски, меѓутоа стоени круши. Ќе им дадам 6 минути, постојано ќе ги проверувам, не сакам да ми се распаднат, сакам само убаво да ми се сварат. Крушите ги префрлив да се доварат во убавото варено вино, како прилогче на крушите, прилог на прилогот, некако ми се допаѓаше, ми фалеше нешто крцкаво во тој десерт, ќе направам зашекерени лешници. Наједноставно на светот. Ќе ги ставиме, имам тука една кесичка околу 100 грама лешници, прво малку ќе ги пропечам на сува тава, бидејќи сакам да има таков убав загорен запечен вкус. Можете да го направите тоа и во рерна, мојата зафатана се пече пилешкото.
само малку да се запечат. Мешајте да не ви изгорат. Готови се кога ќе видите дека имаат мали запечени делчиња на лештиците, топли се, ќе ги вратам во чинивчето, бидејќи во истиот сад ќе го направам карамелот. Класичен карамел. Како некој го правите кога сте малку болни, ве болат градите, не знам дали вашите родители ви правеле, мене мајка ми правеше запечен шекер, млеко, мала лажичка путер и тоа топло да го испиеш, као наводно лечи буквално све од пневмонии. Така баре. Сметавме тогаш. Се уште го потребувам и за себе и за моите деца, значи на исти начин, со исти начин на подготовка ќе го направам. Значи имам отприлика една шолја шекер, ќе ставам 5 кесички ванилин шекер, затоа што нели ставевме внатре ванила, ароматизирано вино и мислам дека ќе биде прекрасна едиција да имаме зашекерени ванилини лешници. Ќе го стопам шекерот. Еве веќе почнува да се топи. Допаѓаат овие кованици на рецепти, кои ви такнуваат за брзо време, не бараат многу вештина. Пратете ни такви рецепти. Многу би сакала да ја наполнам тетрадката со дополнителни рецепти кои можеби ги имате од вашите мајки, од вашите баби. Имаат овошје. Баш се лесни за правење, едноставни, а можат, не знам, навечер доколку, не знам, децата ми посакаат било какво благо, да можам брзо да ги направам, подготвам и да делувам вешта додека го правам тоа. Баба ми кога бевме мали, од ваква зашекерена смеса, ставаше и неколку лажици вино внатре, но тоа ќе изјенили со шекерот, ни правеше зашекерени јаболчиња, ќе направеше, ќе издилкаше едно дрвце од стапче, ќе ги набудеше јаболката внатре беа живи, а ги глазираше со зашекерена смеса со вино, за да бидат црвени. Баш ово ме потсети на тоа време. Еве ја, глазурата ќе се дорастопи, ќе ставам една лажица бутер, затоа што сакам да бидат сјајни. Баш карамел сос. Веднаш стана сјаен шекерот. Ева како изгледа. Ќе го трнам на страна. И внатре ќе ги додадам моите подпечени лешници. Кога ќе се излади шекерот, тие ќе се
соберат и крушите се готови. Колку прекрасно мириса! Вау! Десертче и да го пробаме вареното вино. Не може да не е убаво, има прекрасно црвено вино, има карамфилче, портокал, во него се вареше крушата. И она што го ставивме во рирна, исто така веќе е готово. Нашите макарони се во една тава. Врели, се испарува, има прекрасен мирис, ветувам дека има исто толку прекрасен вкус. И тоа беше предлогот за денес. Макарони во една тава, додека тие се печат, заиграјте се во кујна, направете некои десерти. Мојата денеска е пијана круша, ќе ја наречам, бидејќи ја варевме во вино, варено вино и карамелизирани лешници. Доколку ви се допадна овој рецепт, пишете ни, пратете ни некоја слика од тоа како вашиот рецепт изгледа. И да не заборавам, во овие студени и малку тешки денови, каде што сите сме затворени по дома, но имате онлайн маркетот Пакет МК, каде што со неколку кликови храната која сакате може да биде во вашите домови. Се гледаме.